Сосема неочекувано со оглед дека тоа воопшто не им влијаело на семејниот буџет. Пензионерите кои добија по 1000 плюс за 3 месеци изгледа имаат намера да ги вратат во знак на револ дека тие 50 евра, како што самите тврдат, ама баш ништо не им значат. Нема тука ни за струја, нема ни за вода, нема ни за телефон, нема ни сите тие завачки што ги даваме. Ако тие ги вратат во буџетот, тогаш можеби ќе се покрие разликата од 6% која бараат наставниците или администрацијата. Се разбира, доколку нивните синдикални лидери успеат најпрво меѓу себе да се договорат дали нивните членови бараат поголеми плати или ги подготвуваат за учество на квиз, за знаење или на среќа. Владата е банкарот, а Јаким Неделковски е како Лила Филиповски кажа понудата важи или не важи? Па ќе го смениме. Квизко пита, горење на граѓан. Во познатата квискотека имаше и игра на детекција. Во неа сигурно би прошла скопската градоначалничка. А неа може да и се припише и да се стави плюс за несебичната посветеност за развојот на Скопје. Кој може би малку бил во застој, но оправдан, бидејќи таа со сите сили се трудела да го пронајде ќосето. Го бајравме, навистина 2 месеци се обидувавме да го пронајдеме каде е ставено, дури и кружа некои гласени дека може би е размонтирано или што ја знам, значи да не се грижат, пронајден е споменикот во добра состојба во овој момент. А истина се гледа кој е вреден и ангажиран од иако е за пример, а нејзиниот претходник му требаше скоро половина година од мандатот да го тргне и тоа цели 2 години по смената на власт. Токму поради таа очигледна неспособност сега некој може да си дозволи да си прави компарација со карактерот на владењето. Знаевме, општо беше познато, дека вашиот претходник не беше баш склон кон работа, не беше воркохолик, што ви рекле, беше друг холик, друг тип на холик. Постојат чокохолици, смарт-холици, травел-холици, но определувањето на типот на холик е прашање на професионална култура, како што се претпоставува дека треба да се очекува и од политичари, кои со своето однесување креираат и надградуваат стереотипи. Они повторно на еден најпримитивен, на наједен селјачки, бугарски начин пристапуваат во политиката и во односите со Македонија. Нема ништо друго. И ти со такви луѓе ќе се договориш. Не можеш да се договориш. И на крајот, договор е можен и потребен, градски или селски, но само ако тој не е предмет на манипулација. 6 часа подршка за 16 жигосани политички затвореници, чии што единствен греф е што ја сака и ја сакаат Македонија, како и за судбината на патриотите кои што стана предмет и примерна за евата страхов влада. Што ќе ви се случи ако сте за Северна? Тоа е и основата на приказката, да не се лажеме. Основата на приказната за среќа или за жал не е Северна. Оти да не се лажеме. Тогаш, малку повеќе од Македонија, се сакаше тој што сега токму за неа, со носталгија зборува и ја брани од Унгарија.